Македонската влада, која се смета за проевропска, нема европска агенда. Цели 3 години властите кои оптимистички ветуваат добивање на датум за преговори, немаат национална стратегија за усогласување со европското законодавство. Експертската јавност предупредува дека Македонија не може да очекува позитивна порака од Љубљана, бидејќи нереално беа подигнати очекувањата за интеграциите, како што беа и лоши проценките за промената на името, дека тоа ќе донесе членство во Унијата, вели за Алфа Марија Ристевска од Центарот за истражување и креирање политики. Алтернативата на Македонија била секогаш да се сврти кон себе и да направи реформи кои што се европски во склад со европските вредности, политики, законодавство, но за своите граѓани, не заради членство во Европската Унија. Тоа, за жал, го немаме на агенда од 2014 година. Македонија, значи, ниту оваа влада која што се смета во очите на меѓународната заедница како проевропска, нема европска агенда. И додека од Брисел пристигнуваат јасни пораки дека Унијата не размислува за прием на нови членки во европското семејство, додека не се види натамошниот развој. Премиерот Заев сепак останувал оптимист. Без да одговори каква чиста порака чека од европските челници, се правда дека самитот во Словенија не бил за носење одлуки. Јас сум оптимист и продолжувам да бидам оптимист. И оптимизмот го крепам со конкретни аргументи, чекори, одлуки кои што прво значат комплетно заштита на тоа што е за нас важно, нашиот идентитет, нашиот македонски јазик, македонци како народ и слично, но истовремено изнаоѓање на решенија. Реалистичкиот осврт денеска што го кажувам е во функција да знаат граѓаните дека ова не е самит на кој што се одлучува. Пораката која стигна од Брисел не е изненадување, велат експертите. Европските челници од Европскиот совет од 2013 година не се спремни за проширување, вели Ристовска. И последното праќање на шефицата на Европската комисија фон дер Лајен покажа дека европското проширување не се наоѓа на агендата дури ни на Европската комисија.